постои као телекабел, кабелски телевизии како вие на Америка имате. Словенците беше нивна идеја да биде, затоа што планираме да инвестираме многу, да направиме и сега и најдобра кабелска телевизија, но тогаш на самиот почеток бевме оптимисти, но за жал тогаш концесијата доделија на физичко лице, дете од 20 на години, со партиец на тогашното ВМРО, на Лјупчо. Да, Ова е 98, ова е 2001. 2001. Да луѓето од Совет за радиодифузија ме информираа тогаш дека тука се шепка нешто дека нема да добиете, иако ние бевме веќе бренд во Скопје, телекабел сите го сакаа, имавме квалитет. Тогаш се припремавме и за прв пат интернет да има преку кабелска. Ја доделија концесијата 10 години непронослива на физичко лице, наместо на компанија со странски инвеститор словенци. И тука настана најголемите проблеми за мене, затоа што словенците кога го видоа тоа, автоматски кажа: "Роби, извини, обеќањето беше дека ние ќе земеме концесијата." Фала, многу пријатно, ние отидовме. Не е само фала, многу пријатно. 360.000 марки има инвестиција до тој момент. Парите назад. А јас не бев и до толку моќен. Инвестираме, ние веќе имаме околу 1.000.000 марки инвестиција. Веќе тоа се претворуваше марки во евра, значи пола милион евра инвестиција со словенците. И таа инвестиција не може да престанеш, Мишко. Уште полошото беше што институциите како Совет за радиодифузија, не Совет за радиодифузија, за електронските Агенција за електронските телекомуникации, секој ден по весниците тие ги манипулира граѓаните. Немој да плаќате на телекабел, не ја доби концесијата, немојте да плаќате месечно преплата, иако граѓаните беа задоволни. На колку толку бодите очи? Милчко, тука за све имаше цена. Како и можда и сега дека е. За секој почеток е сега не зборувам, затоа го оставам за крај за сега. Сега сите Ќе бодиме бидам искрен очи. до крај. Ако размислуваме различно. Во тој момент, значи, од мене лично беше побарано 650.000 марки директно од Војо Михајловски, кој беше генерален секретар на партија на ВМРО, да помене, да си платам ако сакам да продолжам да работам. Доколку не, телевизијата ќе биде уништена, односно имаше и надписи дека каблите ќе бидат извадени. Сега на многу граѓани ќе стане јасно зашто толку остра кампања се водеше и се трошеа нашите пари што ние ги даваме во буџетот, а Агенција за телекомуникации плаќаше по 1000 евра за насловна страна, а имаме 5-6 дневни вестници. По 5-6 марки е трошело од наши пари за да ги манипулира граѓаните, а со тоа индиректно да направи притисок на нас, односно као мене, бизнисмените, за на крајот да видиме дека нема излаз и тоа е што можеш да го направиш ти. Граѓаните почнаа да не плаќат месечна преплата, што беа приклучени. Граѓаните што беа пријавени за приклучок не се приклучува. Вработените стоја во место. Сите чекавме. Ама нема поубав филинг, поубаво чувство, кога ќе прочитате во истата таа агенција за електронски комуникации дека ниту еден граѓанин не се пожалел на кабелскиот оператор Телекабел. Еве,